На репликата. Почнавте со тоа дека сум искажал многу шпекулации, за понатаму да се демантирате готово 100%. Прво, што кажавте, дека сум во својата анализа спомнал дека шумските пожари се случуваат само во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е апсолутно неточно. Може да ги земете стенограмите, добро е што се водат стенограми во ова собрание. Јас направив анализа точно на периодот 2017 до денес. Меѓутоа, погледнете ги стенограмите, ќе видите дека сум јасно потенцирал дека пожари имало и претходно. Меѓутоа и пожари ќе има и во иднина, за жал. Значи тоа може да се провери и ќе ви го пратам на мејл, па вие бидете храбри, објавејте го, за да се самите демантирате. Понатаму ви благодарам на тоа што се дополнително сложивте со многу тези што ги искажав, почнувајќи од тоа дека штетите се големи, со милионски суми на евра. Понатаму се согласивте дека треба обука на луѓето. Се согласивте и со тоа дека треба и современа механизација. На некој начин се согласувате и со амандманот. Значи, заеднички констатираме дека има потреба од набавување на противпожарни возила и дека истите би биле во функција на гасење на пожар. Јас немам предрасуди да спомнам нешто што е за поздравување. И во мојот говор спомнав дека, тоа го слушнав како податок овде, не сум го проверил, дека се набавени 14 возила противпожарни и тоа го поздравувам. Дали се доволни тие 14 противпожарни возила? Јас велам не. Вие велите дека се доволни. Дај Боже да нема потреба од противпожарни возила. Меѓутоа, тоа што се случува во претходниот период, јасно ми укажува на мене дека противпожарните возила не ги задоволуваат потребите на фреквенцијата и обемот на пожарите кои ни се случуваат во Република Македонија. Токму од таа причина се предложи и амандманот. Сега, борете, нели, политика, ја искористивте репликата за да спомнете и еден убав гест од ваша страна кога сте биле председавач на Советот. Ако не се лажам, рековте сте издвоиле 3000 евра за купување на противпожарна опрема, што е за поздравување. Меѓутоа, тогаш како председавач на Советот и како советник морате да го знаете буџетот и да знаете дека едно противпожарно возило е 200.000 евра просек. Има и поскапи, има и поевтини. Сега 3000 евра, кои сте ги издвоиле, ќе ни требаат едно 100 години, не, 75 години да купиме едно возило противпожарно во Радовиш по вашата математика и вашите успеси. Значи, ни оддалеку не сте издвоиле соодветна сума на средства, ни оддалеку тие средства не можат да значат купување на соодветно возило современо кое би помогнало во Радовиш за гасење на пожари. Затоа и поднесен овој амандман и затоа констатирав дека општините ги немаат тие средства за соодветно набавување на соодветна опрема. Дополнително, шумските противпожарни возила се во надлежност на Македонски шуми, би биле таму донирани, односно таму дадени на употреба и само делумно би задоволиле некаде 1/4 од шумските подружници. Се надевам дека и во иднина би се купувале такви возила, за да се освежува возниот парк со противпожарни возила и во други општини. Околу Ден на дрвото, како
професор на Шумарски факултет морам да кажам, и едно дрво да се засади е добра работа. Со ден на дрвото се засадија колку што се засадија, за да кога вие дојдовте на власт, пошумувањето во Република Македонија готово и да се сведе на нула. Тоа што е пошумено и тоа што е допринесено за подобрување на шумскиот фонд, треба да го поздравим. Вие сте на власт 5 години и ги имате сите инструменти на прогонот да утврдите доколку било каква злоупотреба се направило со ден на дрвото, соодветно тоа да го санкционирате. Јас нити сум видел пријава, нити сум слушнал пријава, нити сум слушнал конкретно обвинение за било кој за ден на дрвото. Тоа во правниот систем значи дека нема криминал, нема виновници. Или вие тенденциозно тоа сте го злоупотребиле, па не истражувате криминал. Се уште се на власт, се уште се актуелен пратеник и тоа може да си го побарате и од МВР, и од соодветни институции, и од шумска инспекција, да проверат и да се види докаде е таа проблематика. Иако од тогаш поминаа 5 години. Значи, апсолутно е депласирано да го спомнувате ден на дрвото, која беше акција за пошумување, која е прекинета, не е најдена нова форма како да се пошумува и за ваша информација, ЈП Македонски шуми многу слабо пошумува овој период. Рековте дека сум излегол со невистини дека ЈП Македонски шуми е во колапс. Тоа е од ваша страна апсолутно невистина. И дополнително еден од аргументите рековте дека успешно секој месец зимат плата. За ваша информација, тука е и заменик министерот, прашајте го колку пари имат префрлено на Македонски шуми за плати, затоа што не се способни ниту да се обезбедат плати. Во време кога дрвото на пазарот се продава по 5000 денара, ЈП Македонски шуми на своите складови има 0 метри кубни и се уште ги нема задоволено потребите, односно договорите со физички лица и правни лица за снабдување со дрво. Толку од успешноста на ова предпријатие, тука можам да ви зборувам многу повеќе. Ви благодарам што ми ги потврдивте тезите, што се согласувате со мене. За да тоа го потврдите и во пракса, треба да се подржи овој амандман, да се набават тие противпожарни возила и заеднички да кажеме дека сме направиле еден мал чекор во борбата со пожарите и штетите кои истите ги причинуваат во Република Македонија. Благодарам. Благодарам и на вас за повторна реплика.